Продолжиме со нашето вакво проучување на Евангелието според Јован и ќе почнеме со еден парфем. Овие денови, не отпорано ја подготвив ова проповед, меѓутоа научив нешто и за парфемите. Не разбирам многу, но барав кој е така има луѓето користен израз вечната листа на најдобар вако. Така на вечната листа на најдобар парфем бил овој. Се вика Шанел број 5 од 1921 година. Некој хемичар, руско-француски хемичар Ернест Бо го создал тој парфем. Меѓу другото, може да си го купите и овдека. Кога го пребарував, ми излезе ваква реклама. Околу 13.000 денари кошта 100 мл да си купите. Да. И го нарекуваат безвременски овој парфем. Како што реков, не разбирам многу од парфеми, но мислам дека има еден мирис кој се ослободи во еден момент на едно место и кој навистина можеме да го наречеме безвременски. Мирисот кој се го почувствува во една куќа пред скоро 2000 години, повеќе 2000 години, во помалку 2000 години, 33-та година некаде, кога Марија ги помаза нозете на Господ Исус Христос. Апостол Јован, кој е сведок на тој настан, запишува, а куќата се исполни со мирис од мирото. И за тој настан го опишува и Матеј, и Марко, и Јован, меѓутоа само Јован го дава тој податок, дека куќата се исполнила со мирис на парфем. Знаеме дека Јован е автор на символиките. Има неговите дела, има по многу символи и очигледно не случајно го дава тој податок, го вклучува тој детал. И надополнува всушност со еден елемент, едно поклонение кој што го извршува Марија. И поклонение кој веројатно е најскапото во историјата на човештвото. Поклонение за кое што е платена многу голема цена. И мирис, парфем, кој добива статус на безвременски. Зашто самиот Христос, во Матеј тоа е запишено, вели, каде да биде проповедано ова Евангелие, по цел свет ќе се прикажува тоа што го направи таа за нејзин спомен. Ете, тоа поклонение се исполнува со специјална арома и продолжуваат луѓето да говорат, да проповедаат за тој чин на поклонение на Марија. Навистина безвременски настан. Меѓутоа, таа миризба не им се допадна на сите и секако прашање на вкус. Некој велел дека овој парфем не е најдобриот на Коко Шанел број 5. Дека бил веќе застарен и сега има поубави парфеми. Но овдека што се случува овдека во Јован не е прашање на вкус. Не дека не им се допадна самата миризба, не им се оценката не беше за парфемот, туку за самата постапка на Марија. Нејзиниот чин на поклонение, кој е духовен чин, и Господ Исус јасно кажува дека тоа е духовен чин на поклонение, беше поставен на критика. Го критикуваа, го нападнаа. Со тоа всушност беше критикувана целата нејзина постапка. Беше осудена нејзината постапка како е екстравагантна, многу скапа, премногу скапо поклонение е ова. И не е за изненадување. Поклонението кон Исус Христос, нашата љубов кон Господ Исус Христос, честопати ќе биде подложено на критика. Самиот апостол Павле, пишувајќи на Коринтијаните во второто послание, втората глава, вели дека самите ние сме
Христова арома. Кога проповедаме, кога служиме, кога ја објавуваме нашата љубов, ние шириме Христова арома. И како што беше во случајот со Марија, таа арома нема секаде да биде оцената на ист начин. Има некои парфеми кои за некои луѓе се премногу така остри, премногу се силни, иритираат. Така нашата Христова арома, нашата љубов кон Христос, нашето поклонение ќе донесе некаде смрт, некаде ќе донесе живот. За некои сме арома за живот, за некој арома за смрт. И не самото поклонение е она што предизвикува реакција. Зашто луѓето се поклонуваат во секој случај. Дозволено е поклонението. Има луѓе што се поклонуваат на марсовци. И нема никаков проблем кога луѓето се поклонуваат на марсовци. Проблемот е објектот на поклонението. Проблемот е кога се поклонуваме на Христос. И особено пак на Христос распнатиот. Дури не е проблем ако се поклонуваме на Христос учителот, на Христос проповедникот, на Христос добриот човек. Проблемот е кога ќе почнеме да говориме за Христос распнатиот, а токму тој чин на поклонение на Марија имаше за цел да го обяви тоа дело на Христос. Зашто самиот Христос ќе каже дека таа со тој чин всушност го подготвува неговото тело за погреб. Има врска помеѓу поклонението на Марија, излевајќи го, помазувајќи го генозата на Христос и неговата смрт. Делото на Христос на крстот и нашата проповед предизвикува реакција. Е арома Христова за смрт или за живот. Марија, излевајќи го тоа миро, рашири мирис. Мирис кој најави живот, вечен живот. Оној вечен живот кој се шири или излегува од гробот, празниот гроб на Христос. Гробовите обично носат мирис на трулеш, на гнилеш. Христовиот празен гроб е арома за вечен живот. Јај сега да се подсетиме, нели, за каде овој настане вклучен во Евангелието според Јован. Значи, ја започнуваме 12-та глава, која е вовед во втората книга, всушност, или вториот дел на Евангелието според Јован. Тоа Евангелие го делат на две книги. Првата книга ја викат книгата на знаците, зашто е наменета на Христовите сведоштва, чуда, знаци за неговата божественост и месијанство. 7 знаци или 7 чуда видовме во првиот дел. Сите тие беа во таа насока да откријат божественоста и неговата спасителна служба, и кулминацијата е воскресението на Лазар, каде што Христос јасно се објавува за воскресението, дека тоа оној кој што дава вечен живот. 12-та до крајот, нели, овие сега 12 глави, наспроти првите 12 глави, е наречена книга на славата или на прославувањето. Зашто темата сега пак на овие 12 глави ќе биде часот на Христовото прославување или неговото решително одење кон Ерусалим и жртвата на крстот. И воведот на овој втор дел на прославувањето на Христос на крстот е овој настан. Всушност, поклонението на Марија ја објавува темата на тој втор дел. Спасителната жртва на крстот. Овој втор дел е најавен со ова поклонение на Марија, која е подготовка на неговото тело за смрт. И Јован, вклучувајќи го овој настан на оваа место, не воведува всушност во овој дел. И на тој начин всушност тој убаво ја структурира книгата која што ја пишува.
Ајде да видиме поконкретно сега, во тој најнепосреден контекст литературен, како го започна вториот дел. Јован вели дека ова нешто се случува во Витанија на 6 дена пред Пасха. Сеќавате 11 глава како заврши. Христос е осуден на смрт, бидејќи го изврши големото чудо на воскресение на Лазар. Многу луѓе поверуваа, се собра Синедрионот, судот во Ерусалим, дискутираа што да направат, беа загрижени од успехот на Господ Исус, рекоа што правиме, треба нешто да направиме, не може ова понатаму, мора да го решиме овој проблем, наместо да поверуваат заради тие големи знаци што Христос ги изврши во неговата служба, решија да ја прекинат така што ќе го убијат. Донесоа конечно решение Христос да биде убиен. Издадоа налог за апсење, објавија потерница против него. И како завршува 11 глава, почнуваа да доаѓаат евреи, па и пагани, побожни во Ерусалим, на празникот Пасха. Некои доаѓаат порано, за да го поминат ритуалот на очистување и очистени да учествуваат во пасхалните служби. И темата на разговор, главната тема е Христос. Ке дојде ли Христос за Пасха? Ке направи ли други чуда? Што ке се случи? Знаат за непријателството на духовната елита, знаат за смртната пресуда. Тоа е главната тема на разговор. И на 6 дена пред Пасха Христос се појавува. Всушност, доаѓа прво во Витанија. Доаѓа да празнува Пасха, но не само да празнува Пасха, туку тој самиот да биде Пасха. Тој да биде нашата пасхална вечера на која што тој како жртва се пренесува како пасхално јагне за нашето спасение. Но пред таа вечера, или се започнува со една друга вечера, овдека ни кажува Јован, вечера во Витанија на која што присуствуваат некои луѓе, и овдека ги најавува Јован Лазар, кој беше воскреснат, Марта и Марија. Ако погледнеме во другите евангелија, например во Матеј, тоа дава и локацијата. Вели дека тоа се случува во куќата на Симон лепрозниот. Тоа не значи дека во тој момент тој е лепрозен. Ако тој се уште е лепрозен, нема да биде во куќата. Ке треба да биде некаде во некој надвор од луѓето, оддалечен, изолиран. Значи дека тој е излекуван од лепра, Христос го излекувал, и тука и Лазар, кој беше пак воскреснат од мртвите. И на едно место, на една вечера, имаме двајца така многу специфични представници на Христовата служба. Тој лекуваше лепрозни, ги очистуваше лепрозните, нешто што беше невозможно во тоа време, неизлечиво, и еден човек беше вратен од смртта. Ги очистуваше лепрозните, тоест како символика на очистување на Христос од гревот, нашиот грев, и враќање во живот на Лазар. И таа вечера е, така да кажеме, благодарствена. Имаме двајца луѓе, едниот е вратен, и двајцата се буквално вратени во живот. И лепрозниот од неговата болест кој води кон смрт, и еден кој што веќе е во смрт. И тоа начин, тие двајца луѓе, сите што се таму присутни на таа вечера, меѓу другото покажуваат и храброст. Зашто објавена е смртната пресуда против Христос, опасно е да се биде со Христос, а тие таму вечерат. Тоест покажуваат најблиско заедништво што може да се има. Зашто човек во древноста е најблизок или најблиска врска покажува или дружене на вечерите. Тие вечерат заедно. Го почестуваат со гозба Христос. И додека тие вечерат, Марија
Марта служи на трпезата. На трпезата во тоа време има само маши. Нема жени, нема и деца. Таква е културата. Жените, слугите, децата се наредени покрај зидот, седат. Додека на трпезата се мажите и тие не седат на масите, туку лежат. Масите се ниски софри, има пернички на кои што легнуваат луѓето подпрени на едната рака, со телото, торзото кон масата, а нозете позади. И така јадат. И затоа не е било многу тешко на Марија да се приближи и да клекне покрај нозете на Христос и да отвори од мирото и да ги помаза. Може би не било така многу забележливо, меѓутоа колку да било незабележливо, самиот мирис кој се почувствал го свртува вниманието на луѓето кон она што таа го прави. Јован се обидува да го опише многу детално самиот чин, за да покаже колку сето тоа така да кажам екстравагантно или скапо. Не е Јован специфичен во трупање на зборови за да објаснат детали, но овде како прави тоа. И повторно за да ја представи символиката. Тој ни нуди детали само ако тоа вклучи некакво, кажеме, духовно, теолошко значење. И за да го опише самото миро или мирисот, парфемот, користи дури колку зборчиња. 1, 2, 3, 4, 5 зборчиња. Многу детално. Вели, прво количината 1 литар миро или мирис, 1 литар мирис од нарт. Кажевот што е мирото, потоа вели дека е чист, не е разреден. Концентрацијата е 100% и на крајот, веќе тоа е заклучокот, многу скап. Многу скап. Во следниот стих ќе ја каже вредноста самиот Јуда, 300 денари. За толку може да се продаде. Навистина многу скап мирис, повеќе од 200 евра, колку што денес, денеска не знам колку би чинало, Шанел, ако 100 мл, околу 2000 евра е литар Шанел. Но тоа е малко во споредба со она што било во тоа време тоа миро. Нардот е редок материјал за мирис, некаде таму се одгледувал на Хималаите, Тибет, Индија, и додека да стигне до Израел со каравани, со камели, цената станувала многу висока. И кога доаѓал концентратот, така да кажеме, од нарт, бидејќи многу скап, го разрадувале со други мириси, за да стане поевтино. Тоест, од 1 литар да направат 10 литри, како што и денес се прави. Концентратот се разредува. Меѓутоа, ова што го прави овдека Марија, чистото миро го користи за да ги помаза нозете на Христос. И ни кажува, Јуда во следниот стих, дека може да се продаде за 300 денарии. 1 денарий во тоа време е надницата, платата за еден ден, зашто пресметале дека толку е доволно една фамилија да се храни, да си купи храна за еден ден и трошоците да си ги покрива. И во година еден човек работел 300 дена, ако се тргнат празниците, саботите и така натаму. Тоа значи 1 година плата или 1 година храна за една фамилија. Тоа е цената на тоа 1 литар, кој што Марија го потрошила за неколку минути. Не знаеме од каде толку скапо миро кај Марија. Некои сметаат дека тоа е незиниот мирас, други сметаат дека тоа е она животна заштеда што има. Како и да е, таа годишна заработка е така. Ја излева за помазанието на Христос. И не завршува се со тоа, додава Јован дека со својата коса потоа ги брише нозете на Христос. Во таа култура, древна култура, косата е достоинството на жената. А пак нозете се
најдолниот дел, така да кажем, нечистиот дел на човекот. И што прави? И Марија тоа го прави јавно, пред очите на мажите, пред очите на сите што биле таму собрани. Според културата на тоа време, кога некаде има вечера, доаѓали и други луѓе. Ти не биле дел од трпезата, но седеле наоколу, да вечерите биле како настани, јавни настани, каде што се водат дискусии. Особено па кога Христос е некаде. Отворени се тие настани, секој може да дојде, но не на трпезата, туку да седи некаде на крајот, покрај вратата и да слуша. И Марија тоа го прави јавно. И воопшто не се замислува каква ќе биде реакцијата. Што прави таа жена со косата? Ги брише нозете на еден човек таму. Не само на човек, да, во низините очи тоа е Спасителот Христос. Меѓутоа, не мисли на последиците, таа обземена. Тоа е поклонение, тоа е чин на поклонение. Таа обземена од Христос. Ние имаме таква фраза да кажеме, некој се заборави во нешто. Далди се. Да, таа се заборави. Павле, во посланието до Коринтијаните, за себе, не за служителите, користи еден друг назив, вели, станавме безумни за Христос. Како безумна станува тоа, обземена од самиот Христос, од поклонението. И знаете ли, тоа е вистинско поклонение. Вистинско поклонение е кога ти си целиот обземен од Бог. Не те интересира околината. Не е поклонение кога ние се поклонуваме и повеќе гледаме кон другиот што прави, како тој се поклонува, отколку нашето срце, нашиот фокус кон Бог. Марија целосно е посветена на Христос. Во Матеј пишува дека и главата на Христос е помазана, со што се покажува царственоста на Господ Исус. Меѓутоа, Јован овдека се фокусира на нозете на Христос. И во Евангелието според Јован, нозете на Христос е местото каде што обично ја гледаме Марија. Во претходната глава, кога Христос дојде во Витанија, таму на близост од градот, прво се сретна со Марија, потоа Марта, а потоа Марија дојде, таа падна пред неговите нозе. И тука пак ја гледаме пред нозете на Христос. Знаете, тоа е местото кое созданието го има пред Бог. Треба да бидеме таму, пред нозете на Христос. Таму е нашето поклонение. Во смиреност, во понизност, во покорност. И тоа го покаже Марија овдека. Го љубеше Господ Исус и му даде се што имаше на еден невообичен, многу скап начин. Скап чин на поклонение. И како беше па реакцијата сега? На тоа пишува еден од неговите ученици, Јуда Симонов, рече, зошто не се продаде оваа миро за 300 денари, па да се раздаде на сиромашните. Ако погледнеме во Матеј, таму ќе видиме дека реакцијата е заедничка од страна на учениците. Не е тоа реакција само на Јуда. Например, во Матеј 26-28 пишува, и кога го видоа тоа учениците негови, се расрдија, се налутија и рекоа, какво е тоа растурање? Што прави ова овдека? Расипништво. Големо расипништво. Тоа е реакцијата на општата реакција на учениците на новиот чин на Марија. Овдека и Јован пак потенцира од кого доаѓа тоа уствари. Кој е иницијаторот на тоа? Јуда е тој кој што меѓу учениците го поттикнува таа реакција. А знаеме кој бил Јуда. Го знаеме Јуда како благајникот, оној што го чува ковчежето со пари. Но знаете, кај Јуда е интересно
единствениот јудеец меѓу апостолите. Останатите се галилејци. Јудејците се културните, јудејци се урбаните луѓе, граѓаните, културни, образовани. Галилејците се селјаните, не знам како на сленг да кажам, простите, необразованите, селските луѓе, руралните луѓе. Знаете што ме прави впечаток? Зошто токму Јуда е благајникот? Кога, например, ние имаме многу посоодветни професии, например, Матеј е даночник, царевник, како се вика тоа. Тој работел со пари, тој собирал пари, тој се отчетувал. Неговата работа, професијата е финансиска. Меѓутоа Јуда е тој кој што го зазема тоа место. Јас мислам дека Јуда можел да го заземе било кое место сака во службата на учениците. И го зазел она место што навистина го сакал. Јуда човек кој што очигледно имал влијание меѓу учениците. Ние го знаеме Петар како гласноговорникот. Оној кој што кизе напред и ќе каже нешто во име на учениците. Меѓутоа, Јуда е впечатливата личност. Знаете зошто? Јуда овдека рече, ќе го дадавме на сиромашните луѓе. Знаете, многу популистичко е тоа. Јован додава дека всушност вистинската намера беше да си ги приграби парите, а сиромашните луѓе беше само надворешен израз на алтруизам за да ја прикрие неговата алчност, неговото сребролюбие. Си крадал од ковчежето, пишува Јован, меѓутоа очигледно учениците не го знаеле тоа порано. Или пак, ако го знаеле, не гледаме реакција против тоа. Напротив, во овој момент тие се согласуваат со Јуда, дека парите можеле да бидат употребени подобро, отколку да биде тоа масло жртвувано за Христос. Интересно е, самите ученици до крајот, до последниот момент, воопшто не се ни помислува дека Јуда може да биде предавник. Кога Христос на масата, последната вечер, дури ќе каже, тој што ќе топне после мене. Дури кога ќе каже, оди, заврши работата и Јуда ќе стане, тие пак се прашуваат, кој може да биде предавникот? Да. Знаете што значи тоа? Една многу силна контрола, влијание над луѓето. Дури кога стане и тргна, иако Господ му рече оди заврши работата, а претходно темата е таа предавство, ученици воопшто не претпоставя кај оди. Може би си помисля, Христос го прати да купи храна за сиромашните, зашто тој многу се грижеше за сиромашните. Да. Тоа е Јуда, кој знае многу добро неговата алчност да си ја представи како духовност пред луѓето. Дори како многу така загрижен за сиромашните. Ако Јуда беше денес во Македонија, може би ќе станеше премиер. Те некој ќе каже пак политизира. Знаете, ние сакаме такви премиери. Како сите ни беа поминати со такви, Јуда ќе говореше за народот, за сиромашните, за пензионерите, за ова, за она, а устари го интересира само ковчежето. Знаете, ако Јуда беше у нашата црква, ние се чудиме на ученици сега, до крај тие воопшто не разбираа кој е Јуда. Ако беше во нашата црква, не знам и ние дали ќе разбиравме, зашто тоа е луѓе кои што успеваат многу добро да прикријат, да го прикријат своето вистинско срце и сето тоа да го облечат во духовност, дури да имат влијание над останатите. И во Матеј, ако читаме, токму овој чин овдека, на истурење на мирото, кога
вида Јуда дека загуби голема можност, беше причината да помисли да го предаде Исус. Од тогаш почна да прави, да крои план да го предаде. Очигледно си рече, ништо од оваа работа. Ништо, оваа не бива. Да си барам некои подобри можности. Тој покажа малку подоста колку вредеше всушност за него Христос. И таа голема разлика меѓу Марија, вреднувањето што го имаше Марија кон Христос и вреднувањето на Јуда. И кога реагираа така учениците, што се случува? Доаѓа заштитникот. Христос веднаш настапи со заштитништво кон неа и рече, оставете ја, немојте да ја критикувате. Таа го запаси тоа за денот на мојот погреб. Ова фраза во оригиналниот текст малку тешка за превод, меѓутоа јасна е идејата што Исус сака да ја каже. Таа постапката на Марија не е безсмислена, не е расипништво, не е постапка на луда жена, не знае што прави. Не, многу е планска таа постапка. Таа разбира дека доаѓа мојот крај, таа разбира мојата смрт и додека сум уште овдека, што е контекстот, тој на крајот ги заврши, јас нема да сум цело време со вас. Додека сум уште овде, таа ќе го помазе моето тело. Открива овдека Христос за Марија, дека таа има разбирање за Христовото дело. Како ќе заврши, дека наближува сето тоа. И вели го подготви моето тело за смрт, за погреб. Марија веруваше дека најдобрата инвестиција е се да му даде на Христос. Мислеше повеќе на тој чин, на поклонението, отколку на она што би можела да го добие со тоа миро. Знаете, има некои работи кои откриваат во нашиот живот за тоа колку ни значи Бог. Знаете, најмногу што ни открива, најмногу што открива за тоа кај е нашето срце. Господ Исус во проповета на планината, во 6 глава на Матеј вели, кај што ви е богатството, тамо е вашето срце. Како се открива кај е нашето богатство? Од тоа кај ги трошиме нашите пари. Направете си сметка, еве, во месецот. Да, ние сме посиромашна култура и најголем дел од парите ни одат за храна и треба да јадеме. Меѓутоа, навистина, она другото, кај ни оди најмногу? Ајде да ги оставиме и парите. Кај го трошиме времето? Зашто го трошиме времето најмногу? Во кои работи? Добро од време на време да правиме таква сметка. И тоа ќе покаже колку го вреднуваме Христос, колку го вреднуваме Бог во нашиот живот. Јуда сметаше дека тоа миро е залудно потрошено и можеше да биде употребено покорисно. И како најкорисно можеше да биде употребено тоа миро? Па за себе ако си го употреби. Тоа беше намерата на Јуда. Не вреди тоа да се даде на Христос. Дајте ми го мене. Јас знам како да располагам. Нели? Минатата недела се кажете, Саша тука говореше, ние сме купени, скапо сме купени, платни. И ако сме купени, ние не припаѓаме на самите нас. Ние припаѓаме на Бог. И кога нешто не ни припаѓа нам, тоа значи дека ние не можеме со тоа да располагаме. Не можеме да решаваме сами за нашите животи, штом веќе сме купени од Бог. Јас живеев 28 години под кирија. Живеев во туги станови. И кога влегаш во станот, ти кажат што можеш, што не можеш да правиш, што тој стан не е твој. Ти текнува овој зид ки го руши. Ма не можеш да го рушиш. Не е твој станот. Мора да го прашаш газдата. Овие наши тела не се наши. Средствата што ги имаме, времето што ги имаме, не се наши. И не само што не се наши, тоа е најмалиот дел. Љубовта кон Христос или кон Бог е основното. Колку го вреднуваме нашиот Бог,
ни открива односот кон она што го имаме. Зашто го даваме? Зашто го жртвуваме? Зашто го трошиме? Марија истори, без око да и трепне, едно шише миро. Јас мислам, ако имаш уште едно и другото, ќе го истрошиш. То не значише ништо тоа во споредба со Христос. Во споредба со она дело што Христос го има на крстот. Ако истуриш уште шише, може би срце в удар ќе добија другите. Но тоа за Марија ништо не значише. Што е со нас? Дали светот е попривлечен и повреден? Што даваме на Бог? Има еден момент од Стариот Завет, последната книга Малахија, почетокот. Бог открива една ужасна слика. Вели ме осквернувате. Како те осквернуваме? Па ми носите мувласан леп. Пише во 7 стих, на жртвеникот мој вие принесувате нечист леп. Сака да каже, расипа, не знаат што да го прават и го носат во храмот како жртва. Ако се роди некое јагне слепо, што ќе го правиме, не може да го продаваме, па ќе го носиме на бакон, прибира се. Нели, како канта за отпадоци. Таков бил односот на луѓето кон Бог. И Бог им вели, ај однесете го ова кај вашите кнезови, кај вашите господари. Што ќе ви направат? А вие ме вреднувате помалку од нив. Навистина, колку го вреднуваме Бог во животот. Му носиме ли трошки? Марија имаше сознание за делото на Христос и му си даде се што имаше, буквално. Ами Бог колку не вреднуваше нас, нашиот небесен татко. Го знаеше нашиот проблем. Представете си, што сега да правам за овие, што да им дадам. Па имаше тамо еден ангел, еден проблематичен ангел. Што не му треба е така. Него ќе го ставам на крстот. Сатаната и така му пречи. Знаеш како многу пати ние сега расчистуваме дома, отвараме плакари или по гаражите, расчистуваме и потоа како го прикажуваме тоа, ќе расчистиме, ќе сјаеме, абе да ти дадам нешто, имам вакви онакви работи и го представуваме тоа како големо дело на давање. Всушност расчистуваме ѓубре дома, нели? Бог не си го расчисти небото, туку го даде својот единороден син за нас на крстот, како жртва за нас. Колку го вреднуваме сето тоа, како го вреднуваме, со што го вреднуваме? Кај што е нашето богатство, таму е нашето срце. За Марија богатството беше Христос. И не беше, и бидејќи таму и беше срцето во Христос, не беше тешко да го направи тоа што го направи. И продолжува Христос да говори за сиромашните. Вика, секогаш ќе има сиромашни. Секогаш ќе има. И ова е голема негација на комунизмот. Јас сум живеел долги години во комунизмот и верував дека комунизмот ќе не доведе до општество во кое нема да има сиромашни, нема да има неправда. Така бев мучени. И Христос вели, не е точно. Ќе има секогаш сиромашни. И ќе има секогаш сиромашни, зашто на земјата има грев. Зашто денес сиромашни има не затоа што нема доволно пари за сите, туку бидејќи срцата на луѓето се себични и грешни. Велат дека само 10 најбогати луѓе во светот да ги соберат своите богатства и да ги разделат на тие 8 милиарди колку се на земјата, нема да има сиромашен човек. Туку сите ќе бидат средна класа. Ма тоа е реалноста. Додека има луѓе на оваа земја, ќе има грев и ќе има неправда, ќе има сиромаштија. И сега овде, како го кажува тоа Христос, како тој така да покажа некој презир или рамнодушност кон бедните. И тоа не е точно. Христос најдобро од сите разбираше беднотијата, зашто самиот тој немаше, самиот Христос вели нема кај главата да си ја подслони. На крајот на крстот и без облеката заврши. Ниту пак не поттикнува како црква на презир или рамнодушност, зашто
самата црква низ историјата е организација која најмногу има направено за луѓето во потреба од било која друга организација, од било која друга хуманитарна или каква и да е. Тоа што Христос овдека сака да го каже всушност е приоритетите. Јуда го сврте вниманието кон сиромашните, а Марија беше во чин на поклонение. И Христос овдека јасно вели, прво јас. Тоа можеби звучи во ушите на луѓето премногу арогантно, но тоа е вистината, прво јас. Прво јас, а потоа се друго. Јас сум сега овдека. Нема да ме имате секогаш. Сиромашните секогаш ќе ги имате. Кога сум јас тука меѓу вас, јас треба да бидам вашиот фокус. Додека сум се уште со вас. И Марија тоа го свати. И целосниот фокус и беше Христос. Прво Христос, потоа се друго. Зграбчи го моментот. Да, секогаш ќе имаш можност да помагаш на сиромашните, но можностите во Христос треба да ги зграбчиш целосно. Оние што тој ти ги дава. Нема да бидат секогаш на располагање. После нас ќе има уште многу други што ќе се грижат за сиромашни. Уште многу хуманитарни организации ќе се појават. Уште многу ООН и секакви други проекти светски ќе има за сиромашните. Меѓутоа, времето што го имаме ние овдека со Христос е ограничено, кратко е и треба да го искористиме. И уште една работа што би сакал да ја потенцирам овдека е тоа што Христос го истакнува. Таа го подготви моето тело за погреб. Марија имаше разбирање повеќе од останатите ученици. Христос не дека не откриваше пред останатите, пред сите ученици, кај оди и што ќе се случува. Ти никој не може да сватат. Како Марија свати дека треба да го подготви телото на Христос за погреб? Ами, кај се наоѓа таа? Таа се наоѓа пред нозете на Христос, слушајќи го неговото слово. Седеше покрај нозете и слушаше. И тоа е сцената, вообичаената сцена за Марија. Седе покрај нозете на Христос и го слуша неговото слово. Тамо е нашето место. Да седнеме пред Христос и да го слушаме неговото слово. Тоа е тоа на што нас ке не преобразува, да се пренесуваме во жртви, живи, свети и богоугодни, како што Саша говореше минатата недела. Словото, нашата преобразба, ќе ја поттикнува уште повеќе љубовта кон Христос, за да можеме навистина да жртвуваме така како што Марија жртвуваше, да го вреднуваме Бог така како што таа го вреднуваше. Христијанскиот живот е тоа, да жртвуваш добро за најдобро. Да го даваме вистинскиот дар на вистинскиот начин во вистинското време. И, приближуваме кон крајот. Мнозина разбра дека Христос е дошол, таму е во Битанија, и многу ода не само заради Исус, туку и заради Лазар. Опасно време. Лазар беше воскреснат и тоа беше опасност за него. Бидејќи тоа беше воскреснат, Синедрионот реши и него да го убие. Зошто? Зашто мнозинството од Синедрионот биле садукеи, садукеите биле либерали, не верувале во чудо, во воскресение, а овдека имаме еден кој е воскреснат и како сега ќе го решиме проблемот? Ќе го убиеме доказот. Ако го скриеме доказот, сме го решиле проблемот, нели? Така се решаваат многу судски случаи, кога доказите некој ќе ги украде, ќе ги уништи и нема случај веќе. Ако овдека доказот, самиот Лазар. И решаваат да го убијат. Но оно што исто така ми привлекува внимание овдека и како луѓето доаѓаат до верата. Одеа да го видат Лазар и пишува се издвојуваа поради него и веруваа во Исус. Гледајќи го Лазар како воскреснат, некој кој што од смрт е вратен во живот, доаѓаат до верата во Христос. Лазар е многу интересна фигура. Го среќаваме во 11-та глава и овдека и крај, никогаш повеќе. И многу луѓе дојдат до верата
преку него, а тој ни збор не изусти. Не знам, може би зборел. Нема запишено негов збор. Од неговите сестри има многу пишувано, но од самиот Лазар не знаеме ништо. Знаеме Марија што говорила, Марта што говорила, но за Лазар ништо не знаеме. И сепак Лазар беше сведоштво. Самиот тој беше сведоштво. Тоа што Христос го направи за него. И луѓе доаѓаа до верата. Ние не сме биле воскреснати од смрт и сме биле воскреснати од смрт. Воскреснати од духовна смрт. Или како што пишува Павле во Ефесијаните, иако бевме мртви, поради гревовите наши, не оживеа во Христос. Ние сме сведоштва за воскресение, за многу поголемо воскресение од тоа што го искуси Лазар. И како такви, луѓето дали се привлечени кон Христос, нашите животи, нашата проповед како сведоштво. И сега кога говорам за привлеченост, не сакам да кажам дека привлеченост кон славата, но тоа не значи веднаш и восхит од луѓето, секако. Идејата е дали сме арома, Христова арома, со животот и со проповедта. И како такви, како Христова арома, дали предизвикуваме реакција. Лазар беше токму такво сведоштво. Самото негово воскресение. Нашите животи, нашата вера, нашето спасение треба да ги предизвикуваат луѓето. За едни да бидеме, како што вели Словото, арома за живот, за други арома за смрт. Навистина, дали гледајќи на луѓето, слушајќи, не остануваат само апатични или тоа предизвикува нешто кај нив. Секако, не секогаш пофалба од луѓето. Чинот на поклонение не и донесе пофалба на Марија, критика и донесе. Целата маса скокна против неа. Меѓутоа, имаше кој да ја брани. Христос се заштити. Господ ќе не брани кога ќе се кренат против нас. Нашата служба останува да бидеме сведоштво за Христос. Не за да добиеме нешто. Марија тоа го направи не за да добие нешто. Туку беше тоа поклонение од наискрена послушност, љубов, ослободена од секакво користолюбие, од било какви себични мотиви. Мислите ли дали дека Марија жалеше за своето богатство? Во некој случај. Верувам дека ќе се согласиме дека не зажали за тоа што го направи. Таа остана благословена. И каде и секаде каде што се проповеда ова Евангелие, во нејзина чест луѓето говорат. А со Јуда што се случи? Со Јуда што се случи? Јуда се замина таа вечер жалостен, зашто пропушти голема можност, 300 цела годишна сума на пари, ги пропушти. Ке беше многу радосен ако влезеа во ковчежето тие пари. Ке можеше да бркне и да грабне повеќе. Нажален, дури да ги добиеше, дури да ги добиеше тие пари, пак ке ги потрошиш, ке си отидоа. Како што тој замина нели во пеколот. И тоа е судбината, вечност полна со жалење, како што жалеше за жртвата направена кон Христос, остана во жалење целата вечност во пеколот. И тоа е судбината на секој кој не верува во Христос. Изгубен. Сосема изгубен. Зашто го трошиш својот живот? За минливи нешта кои не траат, кои загинуваат како што загинува секој без Господ, или пак го живееш за Негова слава. Тоа е нашиот избор, да доаѓаме пред Христос, со верата во Него, кој ги плати нашите гревови. Да го пренесуваме нашиот живот како жртва света, жива и благоугодна, и така да бидеме, како Павле вели на Филипјаните, се излевам за вас како жртва се палените, се топам, буквално, вели на жртвеникот.
а жртвата носи арома. Пријатна арома во несветото место. Така нашите животи треба во жива жртва да се пренесуваат, носејќи во Божјото присуство една пријатна жива арома. За да го направиме, Христос познат за другите. И нека Бог ни помага да го правиме тоа. Амин. Ајде да се молиме. Татко Небесен, те почитуваме. Тебе и те возвеличуваме како Бог на сета благодат и милост, благодарејќи ти за својот Син, кој го прати во светот. Нашиот прекрасен Спасител, кој заради радоста што беше пред него, го поднесе крстот, поднесе срам и болка, знаејќи дека тоа носи спасение на твојот народ. И ти даваме, Господи, благодарност за тоа и се молиме ти да бидеш тој кој по благодат ќе зголемуваш нашата љубов, нашата оддаденост кон тебе, кон нашиот троичен Бог. Помогни ни, Господи, да те познаваме подобро и давај ни го тој копнеш кон тебе. Се молиме во Христовото име за сето тоа. Амин.